1910. godina во овој храм кој имал архитектонски облик на тролист бил погребан Свети Наум. Во периодот на османлиското владење, секако во 16-тиот и 17-тиот век, над темелите на Наумовиот храм бил изграден сегашниот, и тоа во две етапи. Од првин биле изградени наосот и нартексот, а потоа и двете куполи. Гробницата на Свети Наум е посебна зграда со широка, но ниска купола. Од фреско живописот што бил насликан од непознат зограф во времето на Свети Наум, останале многу мали, би се рекло, незначителни фрагменти. Она што денес представува декорација на внатрешноста на новиот храм е дело на зограф кој живеел и работел во периодот од почетокот на 19-тиот век. Поточно, живописот бил дело на зографот Трпе од Корча, завршен во 1806 година. Храмот има иконостас работен во резба. Тој се одликува со виртуозна изработка. Иконостасот бил изработен од копаничарска тајфа, која својата работа ја завршила во 1711 година. На иконостасот се наоѓаат и икони работени од зографот Константин, таткото на зографот Трпе. Откако укажува на позначајните споменици на културата во Преспанскиот и Охридскиот регион, научниот интерес на Месеснел го води кон долината на реката Треска. Спуштајќи се по течението на реката, тој стигнува и во манастирот Свети Андреја во регионот на Скопје. Во 1389 година, кога се одвивале познатите историски настани врзани за Косовската битка, во тешко пристапната клисура на Треска, Андрејаш, братот на кралот Марко, станал ктитор на новоизградениот храм посветен на Свети Андреја. Се работи за храм кој се разликува по својата архитектонска форма од порано споменатите. Во основата има облик на тролист од внатрешната страна. Граден е од кршен камен и малтер, со висока купола над централниот простор.
Она што овој храм го прави посебно интересен е многу добро зачуваниот фреско живопис. Од надписите, испишани на старословенски јазик, дознаваме дека бил живописан од познатиот зограф митрополит Јован и неговиот соработник Григорий. Во надписот се нагласува дека видна улога околу градењето на овој објект имал и монахот Калест Кирил. Сликарството на митрополит Јован Зограф се движи во рамките на постарата традиција, онаа која во периодот на 13. век во Македонија ќе даде видни резултати. Од долината на реката Треска, доктор Франце Месеснел ќе се префрли на падините на Скопска Црнагора, покажувајќи научен интерес за храмот посветен на Свети Никита во селото Бањани. За разлика од храмовите изградени во долината на река Треска, оние настанати на падините на Скопска Црнагора се покажуваат значително по-монументални, побогато декорирани и на крајот работени од веќе прочуени средновековни мајстори зографи Михаел и Евтихи. Меѓу зачуваните композиции со своите високи квалитети и оригинални решенија на композицијата се истакнуваат Свадбата во Кана Галилејска, како и изгонувањето на трговците од храмот. Представата пак на патронот на храмот, Свети Никита, покажува со колка внимание и умешност биле сликани поединечните фигури, разместени на просторот од првата зона во храмот. Стилската анализа, како и некои сознанија околу времето на настанувањето на фреско живописот во некои други храмови, работени од истата зографска тајфа, укажуваат на можноста зидањето и живописувањето на овој манастирски храм да се поврзе со годината 1320. По успешно извршените истражувања во пошироките региони на Треска и Скопска Црнагора, доктор Франце Месеснел ќе се сврти и кон преостанатите значајни споменици на културата, настанати во непосредната близина на градот Скопје. Пред се, тој ќе покаже голем интерес кон храмот посветен на Свети Димитри во скопското село Сушица, кај населението повеќе познат под називот Марков манастир. Овде тој ќе најде на приближно ист архитектонски облик на храмот, во чија основа се наоѓа втишан крст во правоаголен простор. Но материјалот од кој е изграден овој храм во многу се разликува од сите претходно спомнати храмови. Овде како градежен материјал е употребен прецизно делкан камен,
кој природно има многу топол колорит. Според зачуваните податоци, храмот бил отпочнат да се гради уште во времето на царот Душан во 1346-47 година, кога бил изведен и еден дел од фреско живописот. Но неговото целосно живописување станало многу подоцна во времето на легендарниот крале Марко, односно во 1372 година. Така, над зидовите на манастирскиот храм наоѓаме дела настанати од раце на повеќе зографи, кои се разликуваат не само по своите индивидуални можности, туку и по стилските карактеристики, зашто некои од нив имали и различни разбирања за монументалното сликарство. Композициите, каква што е Плачот на Рахела, на реалистичен начин ги покажува тешките човечки драми со кои изобилувал овој период. Анализата на печатените трудови на доктор Франце Месеснел, например во 1934 и 1935 година, покажува дека тој длабоко навлегол во проблематиката на средновековната уметност, посебно во средновековното фреско сликарство, но и покрај тоа неговиот интерес се покажува значително поширок и сеопфатен. Низ сиот овој период повеќе пати ќе се навраќа на археолошката проблематика врзана со античкиот град Стоби. При тоа покажува посебен интерес за старохристијанските базилики и нивните мозаици, како и за театарот кој во тој период е откриен само во еден свој дел. Во доменот на неговиот интерес ќе се најдат и мноштвото предмети откопани во Стоби, меѓу кои еден број скулптури, капители и други остатоци од материјалната култура на овој древен град, затрупан под наносите од песок, што ги таложела низ изминатите векови црна река, која се влева во Вардар во непосредна близина на градот. Во 1938 година доктор Франце Месеснел го објавува и последниот свој труд врзан со спомениците на културата во Македонија. За неговото вешто око на историчар на уметноста, сликар и конзерватор, не можело да остане незабележана архитектурата и фреско-живописот на храмот посветен на Свети Никола во селото Варош во близина на Прилеп. Керамопластичната декорација на фасадите на храмот несомнено спаѓа во редот на најуспешните и најживописните досега реализирани на тлото на Македонија. Изградбата на храмот и неговото живописување било изведено во 1298 година,
а како ктитор во зачуваниот надпис е спомнат благородникот Векос Капза. Фреско живописот е работен од непознат зограф. Анализата на неговото творештво покажува дека тој не ги следел новите движења во развојот на сликарството од последните децении на 13-тиот век. Не му биле познати делата на прочуените мајстори Михаил и Евтихий, ниту пак делата на сликарите од кругот на охридските работилници. Неговото сликарство било под силно влијание на стилот на комнените, со таа разлика што на неговиот цртеж и воопшто на композицијата и недостасува префинетоста на старите мајстори. Но со сигурност може да се каже дека во ова сликарство постои една, би се рекло, скриена убавина, тврда и остра, која го привлекува окото, што помага творештвото на непознатиот зограф да се вброи меѓу значајните дела на фреско живописот во Македонија. Работејќи на потемелното проучување на архитектурата и фреско живописот на храмот Свети Никола во Варош, доктор Месеснел не можел да не го сврти своето внимание уште кон два многу значајни и богати со уметнички дела манастири, што се наоѓале во регионот на Прилеп. Во прв ред, тој не можел да не го посети манастирот посветен на Архангел во Варош, каде што несомнено дошол во контакт со стариот живопис, но останува фактот дека и тој она што го прибележил при подолгата посета не нашол за потребно посебно да го публикува. Исто така, постои можност да веруваме дека тој го посетил и манастирот Трескавец, но за него нема оставено белешки или труд кој би сведочел за неговиот интерес кон овој манастир изграден под Златоврв, во еден од најволшебните простори пред кои се отвора широк поглед на Пелагониската рамнина. Во 1938 година, на 10 годишнината од неговиот престој во Скопје, тој е унапреден во професор на Скопскиот универзитет. Но набргу по овој настан тој ќе се врати во Словенија, напуштајќи ја Македонија за секогаш. Po vrnitvi v Slovenijo je v Ljubljani prevzel mesto konzervatorja v seminarju za umetnostno zgodovino in tako nasledil doktorja Franceta Steleta. Nekaj mesecev pozneje je postal honorarni profesor umetnostne zgodovine na Ljubljanski univerzi. Pisal je tudi likovne kritike, predvsem o slikarstvu 19. stoletja. Izdal je tudi monografijo o slikarstvu bratov Janeza in Jurija Šubica. Do začetka druge svetovne vojne je nadaljeval svoje znanstveno-raziskovalno delo. V kratkem času si je ogledal vse pomembne kulturne spomenike v Sloveniji in jih skrbno dokumentiral. Med drugo svetovno vojno je bil aktivno udeležen v osvobodilni fronti, organiziral je kulturne delavce, urejal je ilegalni vestnik in zbiral dokumentacijo o narodno-osvobodilnem boju. Dvakrat je bil aretiran in zaprt v Ljubljani. Zaradi šibkega zdravja je v zaporu leta 1944 kmalu zbolel.
4. maja 1945, nekaj dni pred osvoboditvijo, so ga belogardisti ubili. Osebnost dr. Franceta Mesesnela je tesno povezana s prvimi poskusi ohranjanja kulturnih spomenikov v Makedoniji in Sloveniji. Njegovo delo je dokaz volje slehernega človeka, da ohrani kulturno dediščino okolja, v katerem živi, ne glede na čas in razmere.